Зошто Скопје е највелкан главен град на Балканот, со купишта отпад на секаде? Дали решението се високи казни и комунална полиција која ќе казнува и приведува? Јас сум Сања Васич, а во подкастот Зошто за овој проблем на градот разговараме со Горијан Јовановски, познат екоактивист и креатор на апликацијата Мој воздух, но и советник во град Скопје. Горијан, Скопјани кога ќе посетат некој друг град во друга држава, првата реакција им е колку е чисто. Тоа веројатно покажува колку Скопје е нечисто. Зошто е тоа така? Зошто е толку валкано? Точно дека таа реакција е, сум приметил и самиот така реагирам кога ќе појдам надвор. Ќе видам многу средено, чисто работи. Едноставно мислам дека кај нас од тоа што имам приметено немаме страф од некаква консеквенца, некаква последица од тоа што ќе го загадиме сопствениот град. Дали тоа нема доволно канти, па едноставно не сме стрпливи, па фрламе на земја, а дали тоа контейнерите се преполни со ѓубре и нема време да дојде КХС да ги исчисти, па мачки и кучиња знаат да ги растргнат тие кеси да се направи ѓубре. Едноставно се чини дека системот има целосно потврлено кога станува збор за чистотата на градот. И дополнително нашата свест како граѓани очигледно на многу ниско ниво, бидејќи секојдневно можем да приметам луѓе како фрлаат ѓубре по земја. Дори се сеќавам на една ситуација кога живеев во Козле. Еден ден се наљутив, ми беше прљав цел тротоар и извадив метла и почнав да метам тротоар, нели треба да си ги одржуваме пред куќата тротоарите. И некако ми тргне фатив по улицата нагоре и терам докај комши, автобуска станица, тука што имаше маркети, сема всегде да чистам. И тука луѓе стојат на автобуската станица, јас си собирам со метла и гледам две девојки пушат цигари и некако се гледаме едни со други. Сега чекам да видам што ќе направат со пикавецот. Доаѓам до нив, кога гасат на земја, некако ми го шутнаа на кај мене. Сум кој викам се извинувам, на што личи, викам ова. Значи имате канта, викам тука на 5 метри од вас. Јас не сум дојден тука, викам да ви го чистам вашето ѓубре, пуште да ми го шутирате пикавецот. Така да за жал некако и свеста кај нас општо е дека ако веќе загадено надвор и прљаво, па зашто да не фрламе што ќе смени нешто. И тоа е жалосно. Да, и амбасадори ни го чистат градот, да ни покажат колку е валкано. Дали може би решението е високи казни? Решението е високи казни, да, до одреден степен. Значи, решението треба да биде првично едукација и доколку едукацијата не функционира, тогаш треба да следуваат и соодветни санкции и казни. Секако. Причината не дека знаете што, ја искрено мислам дека не дека не знаеме дека не треба да фрлиме ѓубре. Искрено не дека не знаеме. Зошто тоа не го правиме кога одиме во странство? Јас многу малку луѓе знам што од кај нас ќе искочат и ќе дојдат во странство на гости на посета и ќе земат да фрлат ѓубре на улица. Не. Прво зашто им е непријатно дека веќе е чисто, но второ и побитно што знаат дека ќе има санкции, дека ќе добијат висока казна. И они ќе рече воле добро, ќе се го чувам во джеп, ќе го фрлам. Па зашто тоа не го правиме дома? Ако веќе знаеме дека не е во ред, така што казни според мене треба да играат улога и треба, ама зборам реално да се применуваат казни, за ние да имаме навистина страф од такво нешто кое што воопшто не треба да го правиме на самиот почеток. Инаку има казни. Нели околу, да, секако. На хартија има и некакви комунални инспектори кои никој не ги вида, барем ја одамна. Не јас. Треба да ги спроведуваат. Значи, ако има казни, треба некој да го спроведува тоа, односно да казнува и да пишува казни. Тоа се нарекува комунална полиција или има други имиња во други градови. Има ли шанси тоа да го добие Скопје? Па сега како да мртна работата малку, знам дека, не знам дали од времето на Коци или на Шилегов е почнат да се работи, тоа знам дека пред мојот мандат во град Скопје почнато да се работи на концептот, па заборавено, па во фиоки заборавено, па живнато повторно. И сега нешто скоро се збори дека се мрднува процесот, дека град Скопје малце го заживеал за да продолжи тоа како предлог закон да стане во делот нашето законодавство преку парламентот. Но се уште тоа останува да се види како и дали воопшто ќе се имплементира, дали воопшто ќе стане како закон, а камо ли понатаму да се имплементира, дали правилно ќе се имплементира, бидејќи тука е, мислам, круцијалниот момент кога станува збор за комунална полиција. Што значи тоа правилно? На анкетата што ја имавме на социјалните мрежи, дел од граѓаните се сомнева дека таа ќе послужи, например, само за партиски вработувања, што значи не би функционирало, само ќе се потроши
буџетот практично за џабе или да се вработат партиски војници. На тоа мислите? Па, на некој начин да. Еден од активистите, Кирил Пржо, имаше направена добра анализа на комуналната полиција, како е спроведена во Србија, во Албанија, значи на Балканот, како изгледа тој концепт во држави кои што веќе имаат таква полиција, и еден од стравовите е токму тоа, дека ќе биде партиско тело за партиско вработување, значи дополнително да се стават луѓе кои што поддржуваат одредена партија без да си ја вршат сопствената должност, дека може да се пречекори нивната надлежност и да почнат да буквално излегуваат надвор рамките на тоа што смеат да го прават, начини на заплашување, на воведување притисок врз одредени луѓе. И ова е базирано на примери од како ова се случило и сите овие проблеми се случиле во земји околу нас. Не дека ние сме нешто поразлични или да речеме сме многу понапредни, па нема тоа да се случи кај нас, и затоа разбирам и сомнежот од страна на граѓаните дека дали навистина би профункционирало едно вакво тело или едноставно би западнале во оној циклус на грешки што често знаеме да западнеме овде кога станува збор за тело организирано од страна на државата или на локалната самоуправа. Ја гледате политиката од блиску како советник во град Скопје, политичките партии како функционираат. Сигурна сум дека се ви е многу појасно отколку нам. Да. Дали може би партиите калкулираат да воведат некакви мерки и санкции за да не изгубат гласачи, например, или едноставно не се грижат пак за доброто на граѓаните или на градот? Искрено тоа што јас гледам вака од блиску, се повеќе верувам дека имаме многу мал број на политичари или лица кои што се политички активни, кои што искрено се грижат за нашето Скопје, нашата Македонија, за луѓето што живеат тука, и дека све повеќе мислам и дознавам дека мислам се како што сите јавна тајна е дека стојат други интереси за луѓето кои што често се наоѓаат на одредени позиции кај нас. И жал ми е дека цело време имаме како во некој циклус сме влезени да имаме луѓе кои што едноставно не се грижат за нас. Стварно. 2 години сум веќе во советот советник, и гледам и однатре каков хаос е, посебно со сите дополнителни раскарувања кои што се случуваат, како да не знаеме да најдеме некој консензус кога станува збор за општото добро на граѓаните и да тргнеме малку политиканството на страна, да речеме во ред, остави партиски интереси на страна, остави гласови на страна, дајте да седнеме заедно, совет сме на град Скопје. Дајте да направиме нешто за град Скопје, да не биде цело време моето versus твоето. Туку некако да се договориме дека повеќето теми кои што се важни на граѓаните не треба да имаат партиски позадини, конотации, караници, ама некако тешко оди тоа. Речиси невозможно, гледаме дека практично не се носи ни една одлука. Да се вратиме на ова што не е конкретна тема. Министерката за животна средина Шукова деновиве изјави околу на прашањето дали треба се воведат казни. Не е прашање дали треба да се казнуваме, треба да ја подигнеме малку јавната свест дека фрлајки го отпадот си правиме штета самите на себе бидејќи ние тука живееме. Што би одговориле на министерката? Аман со тоа веќе со јавна свест. Јавна свест. Како да не сме свесни? Јас не верувам дека значи не сме да се подигне јавна свест значи дека ние не знаеме дека е тоа лошо. Јас не верувам дека сме ние смотана нација. Ние сме паметни луѓе во Македонија. Само некако сме инат на одредени моменти бидејќи сакаме да се го тераме своето. Значи не е дека треба да се подигне јавната свест, верувам дека кој било да застанеме на улица да го прашаме, лошо ли е да фрлиш ѓубре во парков тука да го загадиш, ќе рече лошо. Секако, значи не е дојдено никако за загадувањето на воздухот, така и за загадувањето на животната средина, не е дојдено до јавната свест. Политичари често пробуваат да избегнат момента да спомнуваат казни, бидејќи казните, нели, луѓе не сакаат казни, и казните се лоши за гласовите и така натаму, но едноставно треба да се има храброст и да се рече во ред, ќе направам потек кој што нема да биде популарен, но ќе има навистина позитивен импакт. Значи не може цело време ние да бегаме и да го повторуваме тоа јавна свест кој што често го слушаме на други теми од други луѓе. До кога ќе се вадиме на концептот на јавна свест? Што е јавна свест? Како ќе се постигне? Дали сме почнале да го мериме да мериме колку има јавна свест? Па еве да помине година дена па да речеме ја накачивме јавната свест и тоа допринесе до помалку љуѓе. Не, тоа е термин што се расфрла така и е лесно да се каже. Казни, за жал, мора да има барем на почеток. Да слушаме што мислат граѓаните. Ги прашавме еве неколку мина и за казните и за комуналната полиција.
Па ако не можат со добро да се разберат, ќе мора и со казни. А треба и култура да имаат. Ова е прљав град, што ова не било на времето. Пошто јас сум постара генерација, 75 години, ова не било. На Сабале обавезно шмркоите, чистење низ цело Скопје и Македонија, можем да кажам општо, беше многу почисто, али сега е хаос. Од джеб да судри. Мислам, тие несовесни кои фрлат, кои оно... Јас мислам дека повеќе свест треба да има меѓу народот, а казнување ништо не добиваш со тоа. Мислам повеќе свест. Нека бидат некои ситни казни, колку да, зашто сега во ова време денешно малку е тешко, мислам, голема казна, мислам не би била неопходна. Но колку толку да речеме да се казни малку, колку да се освести човекот. Инаку друго не гледаме. Спомнавте на почетокот дека сите други градови кои се чисти, дури и овие околу нас, еве да останеме на Балканот, или Белград, Подгорица, Тирана, Так. го решиле овој проблем. Вие исто така сте живееле подолго време надвор од државата. Како таму го решиле овој проблем? Сигурно го имале само пред многу години. Во Амстердам, каде што живеев 4 години, беше навистина решен проблемот. Значи, можем да кажам дека навистина немаше многу отпад по улиците. Знаеш што се случи во делови кои што беа страшно туристички, каде што едноставно ќе дојдат луѓе од странство кои што може не се навикнати на правилата таму, но цело време имаше полицијата да те казни. Сега верувам дека тие понатаму не се толку го нема толку тој страв за политичко вработување и машинерија колку што го имаме можеби ние, но важеа строги правила кои што беа строго имплементирани. Јас се сеќавам, мислам, сам научив на собствена кожа, така да еден ден нарачав од Амазон гитара. И ми стигна кутија од гитарата голема, во ред, си извадив гитарата, кутијата се симнувам доле, имавме подземни контейнери поставени пред зградата и гледам дека нема да собере кутијата внатре во подземниот контейнер, во ред и се оставив одма до контейнерот, викам ќе помине камионот, ќе ја земем. Поминаа неколку дена, јас во пошта добив честитка, се отварам честитката, 100 евра казна. Зошто? Зашто сум одлагал отпад во време надвор од обележаното на самите контейнери, кога што сум смеел да оставам кабаст отпад. Иако на холандски беше, моја кривица е што не сум разбрал. Веднаш, не само што ме пронајдоа, иако моето може име и презиме беше на кутијата каде што беше доставена, туку веднаш реагира да се примени таа казна, да јас си ја платам истата и да научам дека повторно не треба тоа така да се прави. Тоа малку ме доосвести да почнам убаво да ги прочитам сите инструкции на самите контейнери што пишуваат, што се знае во кој час смееш да го направиш тоа. И дури во Холандија имам слушнато, мислам дека е вистина, но не земете здраво за готово, дека дел од таа комунална полиција што има таму, често знае да дојде и доколку најде да кажам грешно фрлен отпад, да сте фрлиле органски отпад во контейнер за пластика, ќе отвори кесата и ќе проба да најде внатре некаква идентификација чива е таа кеса за да може да го казне. Значи ќе бара сметка дали сте фрлили внатре или списание доставено до вашата врата. Беше многу интересно како до тој степен одат да го отворат едноставно отпадот и да разгледаат за да најдат кој го сторил делото и да го казнат. Но затоа таму се знаеше колку беше чисто, колку беше средено, кога станува збор, ова зборам Амстердам како главен град, но и сите други помали градчиња во Холандија, мислам, беспрекорно функционираше тој систем. Споменавте и рециклирање, ние сме многу далеку од тоа. За жал, работиме, се трудиме на таа тема да рециклираме, еве имаме контейнери за рециклажа, понекоја машина за рециклажа и знаете, мислам дека системот за рециклажа само треба да се подобри, бидејќи има желба. Днеска мене во зграда имавме поставено од Ready Recycling тие контейнери што се за пластика и за хартија, ако не грешам беа. И јас се зачудив колку многу пластика и хартија се собираше таму од станарите, кои што јас едноставно мислев дека не би се замарале да го сортираат својот отпад, но го правеат тоа. Го правеат доброволно, не добиваат тие ништо за возврат, не се добиваше пари или поени, но го правеат тие луѓе. Што ми дава надеж дека луѓето се спремни, доколку постои соодветен систем за рециклажа, они да го применат истото, дури да, мислам, гледам и колеги мои кои што се на работа да носат пластични шишиња од другиот крај на градот, бидејќи таму немаат каде да ги остават, да ги носат со себе, па тука да ги остават каде што има соодветни контейнери или машини за истото. Така што постои можност и верувам дека со
продирот на интернетот, на медиумите, електронски, каде што се повеќе стига ова информација до нас, колку е круцијална, ние би го правеле ова повеќе. Ама треба, повторно за жал, некогаш треба и казни за тоа да биде соодветно. Веројатно дека кога тоа би се постигнало, полесно би било да се отворат и депонии низ државата. Имаме само една единствена дрисла и дури таа не е по сите стандарди. И имаме отпор во некои делови од државата за отворање на нови депонии. Секако. А од друга страна, еве зборуваме за другите држави, таму се отвораат депонии, веројатно. Имало незадоволство, но... Јас не би рекол, дека треба да отвараме депонии. Депонии значи да креираме повеќе отпад. А ние треба да се стремиме кон концептот на нула отпад. Што е можно помалку отпад да правиме. Пример во Скопје, 60 до 70% од отпадот кој што завршува во депониите, тоа во дрисла, е органски отпад. Замислевте да компостираме тој отпад, бидејќи тоа е во Пробиштип има 2 компостари, Скопје нема, Пробиштип има, што свака им част на Пробиштипчани. Те компостиравме нашиот органски отпад, да имаше компостари кои што еве ние како Зелен хуман град одамна збориме за ова, имаме обезбедени пари во буџетот, ама никако да стигнат тие компостари, не знам од кај доаѓаат, да се постави барем по една во секоја општина. Ние ќе намалиме 60 до 70% од отпадот во дрисла. Тоа е огромна бројка. Пошто кога ќе почнеме повеќе да сортираме и да селектираме отпад, 90% од отпадот ние кога го страниме од дрисла, тоа не знам што веќе ќе остане минимално нешто таму. На тој концепт треба да се стремиме, да ние си го менаџираме соодветно отпадот, наместо да отвараме нови дополнителни депонии. Јас разбирам зашто луѓе не би сакале да се отвори депонија. Прво е катастрофално, второ ја загадува животната средина, бидејќи никогаш не градиме ништо по соодветните стандарди по кои што треба. Така што овој метод на нула отпад е многу не само подобар за животната средина, туку и не е тежок за имплементирање. Кога можеле градовите околу нас да почнат многу посериозно да работат на рециклажа, кога можел Пробиштип да има 2 компостари за биоотпад, мислам дека може и Скопје да почне на таа тема малку посериозно да работи како главен град и каде што пол од Македонија живее. Благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. А вие слушајте не, следете не. Ставете слушалки и побарите го подкастот Зошто на Слободна Европа и Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Едноставно кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе ве прашуваме преку нашите социјални мрежи.